Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Како што најавивме, вечерва имам чест и задоволство да го поздравам гостинот, градоначалникот на општина Центар и кандидат за повторен реизбор на општина Центар, господинот Владимир Тодорич. Господин Тодорович, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. 4 години подоцна, се сеќавам како до вчера беше. Бевте исто така во оваа емисија, бевте големо изненадување тогаш кога се кандидиравте. Се покајавте ли, како ви помина овие 4 години, ме интересира? Па добро, работава како градоначалник е многу напорна, многу захтевна. Многу програми се пред вас, многу идеи и амбиции се пред вас. Заедно тоа со буџетот на општината, заедно со луѓето, со општинската администрација, треба да го претворите во реализација. Тоа не е лесно, но успеавме, мислам дека во овие 4 години да изведеме доста инфраструктурни објекти, доста улици и тротоари да реконструираме. Направивме реконструкција на училишта, мостови, и така. Ќе поразговараме за проектите кои ги направивте, но она што ме интересира на страна, што би сакал да ве прашам лично, ме изненадивте, искрено да ви кажам, две работи ме изненадија, имам потполни промашувања со вас. Прво, мислев дека работите што ги презентиравте кај мене пред 4 години, особено една, не верував дека ќе ја направите, ја направивте. Тоа е паркингот кој ги извадивте листовите со фотографијата, со проектот за монтажниот паркинг во Капиштица. И тоа го направивте, иако за жал остана само на еден, доста голем, но добар пример е. Сметате ли дека конкретно тој проект го остваривте? Токму таму, баш каде што... Дали е доволен? Нели можеше да се изградат повеќе? Бидејќи таму е состојбата хаос со паркирањата, катната гаража очигледно не е баш за секого на граѓаните, им е потребно, им се потребни. Но гледам сега и јавниот паркинг ги презема сега со наплата. Нема ли да предизвика незадоволство тоа кај граѓаните за слободниот нивни паркинг пред згради? Значи, ние кога изградивме монтажната платформа за паркирање, со што го удвостручивме капацитетот на долниот постоечки, значи дополнителни 150 возила, ние имавме неколку средби со граѓаните, баш на отворено таму, во разговор со нив да се обидеме да воведеме некој паркирање за возраст да нешто тие плаќаат. Во тие средби грото од граѓаните беа задоволни ако плаќаат за првото возило 250 денара секој месец, а за следното 500 денара. Но чувствувајќи дека иако мал број граѓани... Како предплата збориме? Така е. Добро. Значи, на средбата со граѓаните тоа тие го побараа, за да се воведе ред во паркирањето. И ние да ги утростручиме, или не знам колку зголеме бројот на паркирни места, ако нема ред во паркирањето, односно никој тоа не го контролира, постојано ќе доаѓаат оние кои имаат потреба да одат до клиничкиот блок, до министерствата или било каде, ако не се наплатува. Значи, за оние кои не се од тука. Или ќе остави колата ќе оди по работа и така натака. И тоа и се случува. Северниот дел, значи велам од Карпуш, Ѓорче Петров, кој има потреба од центарот, сака да ја остави колата и да не плати. Тоа не е ништо зло, но ако има регулиран паркинг ќе мора да плати. И значи тие беа задоволни да првото возило им биде 250 динара, а второто 500. Но имаше можеби мал број луѓе кои им беше и терат и овие 250 денара. И тоа што рековме, добро, ајде ќе направиме една мерка популарна за граѓаните. Првото возило воопшто да не се плаќа, а второто се плаќа 250 денара. За првото возило само еднократно се плаќа, додека постои тоа возило и тој собственик, 250 денара, како евиденција некоја и лепење на една маркичка на возилото, со кој се означува дека возилото припаѓа на станар кој живее во непосредна близина. И тој не сме да плаќа. Значи, на тој начин, заедно со зголемениот број на паркирни места, ние значително, во најголема мера, да кажам 90%, го решиме проблемот на паркирање во Капиштица. Капиштица има проблем на паркирање 20-30 години, од кога е изградена населбата. Да, генерално таа е градена населба без воопшто да се мисли за паркингот. Така е, тоа дали ги чинило повеќе, дали немало простори, не знам од кој може би мислеле у тоа време, нели, таков бил идеолошки коњи ќе возиме, дека нема да се купуваме толку автомобили. И сега е во ред, со станардите е во ред. Може би не е добро, но не може секогаш одлуките да бидат идеално за сите страни
добри. Може би некој што ги плати 40 денари, што ќе дојде на гости по некој повод, роден ден или било како, тоа ќе го вака запече 40 денари по час, но сепак велиме дека ние првенство на простор за паркирање треба да имаат оние кои живеат тука. И тоа успеавме да го направиме. Па, право да ви кажам, кога бркам работа, да, ја го чувствувам тоа под джебот кога морам да платам, ама од друга страна знам дека можам да најдам место секогаш. Например, во Капиштец кога сум идел нешто службено или нешто по набавка, тоа е било невозможно, едноставно сум се откажувал. Но, добро, јас се надевам дека се и задоволни граѓаните од општина од Капиштец, општина Капиштец, од општина Центар, нели, од Капиштец на селбата, но таму генерално на вистина не знам. Добро, има ли шанса да се доправат? Зошто останавте само на една платформа? Па тука се некои веќе ресторани и кафичи. Значи ние баш од нивниот крај да кажеме почнавме. Добро. И има шанси можеби да се проложи према Центар оваа платформа. Да, има таму простор. Но веќе малку игриштето не знам, имавме тогаш во моментот кога граевме да се малку помести за некои 4-5 метри према Теодосиј Гологанов, мислам, према католичка црква. Тука имаше мало едно неуредно дечје игралиште што не е по некаков стандард за да тоа биде до таква прометна сообраќајница. Тогаш не беше таква идеја да се малку дислоцира за 4-5 метри игралиштето фудбалско према Теодосиј Гологанов да може да помине оваа платформа да проложи према Центар. И барем уште толку ќе може да се направи. Ние предвидовме во програмата таква платформа исто за Капиштец. Тоа е негде позади оној објект кој го нарекува граѓаниве Дилајла. Тоа е по Васил Ѓоргов. Аха, добро. Кој е тој Дилајла? Не знам ако возите по Васил Ѓоргов, доаѓате до стариот дел на трговскиот центар Беверли Хилс. Спроти една тесна зградичка. Так. Зад незе тука има можеби 1000, ако не 1500 станови, а има 200-300 места дали има. Значи на самиот простор, на паркинг просторот, можеме да изведеме уште една платформа која ќе удвостручи барем понудата вака за паркирање и ќе се амортизира до негде. Тоа се околу 3-4 доста високи згради со цигла од Капиштец, така и на самата улица доаѓаат скоро. Не се од цигла, овие се спроти Беверли Хилс, али од кај Васил Ѓоргов кој се доаѓа. Спроти, значи лево, ако возите према завод за вработување центар, знам, добро, на крајот, пред бараките да почнат оние. Така, јасно ми. Меѓу нив, тие се блокови, кули има и така натака. Има многу подпрашања што се однесува до овие техничките, нели започнав веднаш така, иако не ми е планот и во концептот во глава, како сакам да го водам разговорот, сакам пак да се навратам на вашите одлуки. Второ што се изненадив, искрено, од вас е дека повторно се кандидиравте. И јас се изненадив. Да. Како тоа сами се изненадивте? Ме интересира зошто повторно одлучивте да се кандидирате? Па добро, ја веќе се заморив со оглед дека и години имам и имам внуци и сакам да имам повеќе со нив. Можеби мојата длабока интимна желба беше да останам фамилиарен, значи поврзан повеќе за семејството. Но ете така, се случија некои убедувања од пријатели, од луѓе. Пријателски убедувања или? Пријателски, искрено пријателски, значи нешто и многу коректни беа. И кога дојде и стигне понудата за таква работа, искоментирав некои работи дека можеби треба да не ја одам повеќе, но анкетите покажуваа дека сум во значително водство, дека тоа отприлика граѓаните на општина Центар го очекуваат, да се проложи со таква динамика на градот и дека ќе се најде време за друго. Да. Се надевам. Трпи ли вашиот бизнис? Сепак, вие кога дојдовте, станавте градоначалник, бевте главен менеджер, директор, собственик на Тинекс маркетите. Во меѓувреме, вашата работа ја презеде вашата ќерка и предпоставувам, барем она што го гледаме, и натаму има експанзија, и натаму се шири бизнисот, работите. Какви се во суштина
Задоволни ли сте како се Па одвива? да, значи Тоа е некоја сепак ваша така семејна лична така е. Значи проект и за споредба ланската добивка ќе биде и овогодишната добивка ќе биде иста како ланската, значи нема насадување. Прометот е добар, керката одлично е вклопена уште пред да заминам јас. Значи уште пред да заминам и беа сите работи многу јасни од организацијски аспект. Така да само продолжи да работи една машина, еден апарат, еден тим таму, кој веќе беше залетан и не гледам дека пред него ќе се исправи некоја пречка. Можеби немаме таква експанзија, бидејќи знаете како јас многу работев на одбирање на локација, на развојот на тенис работев. Значи имајте и по новини и на јавни тендери локации кои се продаваат за градба, за некои се изнајмуваат. Дел од маркетите на тенис се изнајмени кај некои закупци сме, дел се и наша собственост. Значи јас работев повеќе да склучам договор, а кога ќе се склучише договорот, после иде друг тим кој се бави со уредување и се отвара маркетот. Значајно е во бизнис да имате повеќе маркети, затоа што представувате поголем купец кај фабриките и може да добиете поголеми попусти. Поголем работа. Така е. Тоа е точно. Да. Но ме интересира, бидејќи вие сте бизнисмен. Како таков и влеговте во ова обштествена дејност, нели, сепак, градоначалник е обштествена дејност од јавен интерес. Ме интересира колку се разликува водењето на една голема компанија која се менаџира од работењето да се биде градоначалник на најголемата општина во Македонија. Па има доста разлики. Има најмногу разлика во посветеноста на вработените, ако испоредувам таму и во општина, посветеноста на решавање на проблемите. Например, ако одредени светелки не светат на територија на општина центар, за кои имаме сознание од граѓаните, тоа кај нас малку иде поспор. Значи, јас го давам тоа на одговорниот и тој одговорниот може да ми каже многу причини зашто тоа не се завршило во оваа недела. Или дури може биде и месец дена. За разлика од приватен сектор, каде што кога ќе се даде една работа, таа можеби во текот на денот е завршена. Зависи од карактерот на проблемот, но некои работи се завршуваат и за 2 часа, некои се завршуваат и за 2 недели. Во секој случај, чувството на менаџерот во приватната компанија е дека работите не подзастануваат како фактор на непосветеност на вработените. Туку можеби да има објективен фактор кој не зависи од вработениот, тука едноставно е непремостливо да тој ден биде решен проблемот или таа недела. За разлика овде, ја не гледам причини, тие причини или како да кажам оправдување зошто не е направено се многу лити, многу не држат. Па се случува да казувам, па оние кои сум можел да ги отстранам од работа сум ги отстранил. Имало и такви работи? Имало такви. Затоа што не гледам причина зашто работите да не се завршат веднаш кога ќе им се даде задачата. Колку може, мене ме интересира сега, тој имаме доволно време, емисија, па можеме да избегаме ова. Колку може ефикасноста во работењето и менаџирањето во приватниот сектор, кој ви се покажал успешен, а предпоставувам дека според она што еве ние како конзументи го гледаме, Тинекс функционира, добро функционира, со снабденост, со љубезност, со сите оние аспекти кои ние ги бараме. Тоа значи дека и она што не го гледаме функционира. Сигурно си има, но тоа се решава во од. Оперативните менаџери го решаваат и така натаму, главниот менаџер донесува одлуки. Колку може тоа да се примени за да се отстрани, бидејќи ова што го говорите во градот, во општината што се има проблем како градоначалник, се бирократски работи, остатоци од некој ментален склоп, не само законските работи, туку едноставно немање мотивација, иако и едните и другите работат за плата. Так. Како може да се надмине, ова би било, не знам, предизвик, можеби ја би се нафатил попрво не за да не би асфалтирал милиметар, која би бил градоначалник во општина Центар, но би се трудил да ја направам ефикасна како, не знам, Сител телевизија или како Тинекс маркети, да општината функционира и по автоматизам сметам дека после проблемите многу побрзо и полесно ќе се решаваат. Што е тоа што ние не го гледаме, а вие како градоначалник, еве, морате и да отпуштите, и да казните, и така натаму, и да ве заболи глава? Знаете што,
има едно оценување на успешноста на вработените, кое го прават раководителите на своите подчинети, зависи на кое ниво, раководителите на оделенија, претпоставам, на нивните вработени, потоа раководителите на сектори ги оценуваат раководителите на оделенија и така се нагоре до секретарот што ги оценува раководителите на сектори. И некаде во средина, например, или раководител на оделение, или раководител на сектор, кај нас луѓето се многу емотивни. Ако го казни, па тој ќе се травматизира, па месецина ќе изгледа апатично, а секој ќе мисли дека вработениот не заслужил таква казна. Мислам дека многу тешко раководителите се одлучуваат да ги казнуваат своите подчинети. Збориме во општината. Во општината. Точно е. Во приватниот сектор нема казни, можеби, но ние, да кажеме, одгоре, многу се бара од раководителите да секторот им биде успешен. И он не може да издржи раководителот ако 20 од 10 вработени, подчинети под него, не му се добри. Не може да издржи. Ќе колабираат. И тогаш се пожалува, самиот раководител на сектор се пожалува, до претпоставениот вели со овие двајца не можеме да ја завршам работата. 8 ми се добри, но барам и тие двајца да ми бидат добри. Тогаш се викаат на разговор со еднаш до 2 опомени, или тие се трансформираат, стануваат повредни, или ќе се заминат. Не може истото да се овде не може. функционира. Овде треба да ги оцени некој. И при оценката, значи велам дека се создаваат едни ситуации непријатни можеби и за раководителот, но јас тоа не го оправдувам. Јас барам од раководителите да објективно ги оценуваат. Само така ќе може да бидеме по-исполнителни. Ние имаме многу проблеми. И проблемите треба да се решаваат секојдневно. Кажете ми, еве, кога збориме за овие работи, ми доаѓа на ум една идеја за кој сигурно ќе се преклопи повторно во понатамошниот разговор, тоа е имаше до сега невиден, без преседан во нашата политика. Сепак, вие не сте политичари, се држевте како градоначалник, не излегувавте со политички изјави, што граѓаните го одобруваат, затоа што од градоначалникот очекуваат оперативец, некој на терен да ги решава проблемите. Повикот од опозицијата, на некои луѓе од опозицијата, да не се купува во Тинекс маркетите затоа што сте граделе споменици во центар и така натаму и така натаму. Тешко се доаѓа до вас. Морам да признам дека јас како новинар сакав да ве поканам тогаш пред година и пол на интервју. Тешко се доаѓам на вистина, очигледно сте многу зафатени. Ме интересира сега, иако се навраќаме доста назад, како изреагиравте? Се почувствували некоја последица од тоа? Како заврши таа приказна? Беше малце небулозна. Не се пријатни некоректните работи. Значи, некој што ви прави вас некоректно или нешто што не е, што ви кажат, не е издржано, не е пријатно. Имало такви работи. Знаете како? Мене ми е чудна друга работа. Луѓе одлучиле да се занимаваат професионално со политика. Јас не се занимавам и нема да се занимавам и нема да имам, ме прашува дали имам членска книжка сега или не. Ја немам, не сум имал и нема да имам, оти не е мојата определба да останам во политиката. И ова место градоначалник не го чувствувам као политичка многу функција, затоа што инфраструктура се работи во општината и за едни и за други. И за религија една, и за религија друга, и за едни кои припаѓаат на етничка и на друга етничка заедница, и за едни кои припаѓаат на оваа политичка партија и за други. Значи, она што е направено кај Сквер Јадрен не е направено за ниеден посебно. Тоа е направено за сите. И за оние кои гласаат против мене, и за оние кои гласаат за мене, и кои ме одобруваат и кои ме негираат. Значи, затоа сметам дека функцијата градоначалник не е изразито политичка. Он мора да решава инфраструктурни проблеми што се наоѓаат на територијата на која е избран. Не ми се вака сватливи, значи, ако треба да бидете политичар и претендирате да бидете пратеник, претендирате да бидете министер, премиер, вие не можете да го лажете народот. Значи, не можете да изфрлувате дневно политичка изјава која лага. На што личи еден човек што сака да биде министер или премиер да лаже? Значи, тоа ми е несвојствено.
Сметате дека бевте цело време искрени со граѓаните во целата своја работа, во сите своји изјави? Јас сум по природа искрен и многу работи што ги правам и приватно и ја мейлот службен го користам и за приватни работи. Дали ми се обраќа, има внук во Ниш, за неговите проблеми таму и стигаат тие. Некоја и тоа секретарката го гледа. Исто и јас. И значи проблеми некојаш и од Тинекс на брзина нешто ако треба да стигне, стигаат тук. Проблеми дали водоводжијата дома не дошол и оставил нешто, тоа све стига на тој мејл, тоа го гледа секретарката. Имавте обврски кон Тинекс додека работевте? Имавте време и за Тинекс? Не. Значи, последните години таа моја обврска во Тинекс, значи не беше од суштинско, но не и неопходно. Значи јас велам дека работа само на создавање договори во кои Тинекс сутре ќе отвори продавница или ќе гради продавница. Сега 4 години јас не сум таму, ние немаме тука развој, но она што е оставено како систем, она што го зема да го работи кирката на моје место, тоа функционира и понатаму како и претходно. Пред 4 години рековте дека размислувате да го продадете тој ланец. Па имаше обиди и не знам сега да не повторам причината зашто не го продадов. Не беа опрашање пари, така. Нема финансиски проблеми, не знам што тој семеен бизнис. Да. Ќе продолжи веројатно до моментот кога ќе бидеме сериозно загрозени од некој поголем ланец. Има такви најави? Па нема. Успеавте, мислам, Тинекс успеа да постигне нешто, да не биде и премногу елитно, но и да биде во рамките на она што е можноста на народот. И мислам дека е тука, да има доволен комодитет и љубезност, мислам дека е тука некаде средината, на златна средина успеавте да најдете. Кога искрено, не ми е целта воопшто сега нешто да го рекламирам Тинекс, но успешноста на тоа што сте го работеле, вашиот бекграунд, колку може повеќе да се употреби за да се поставите работи, како што Тинекс сте го направиле и сте го поставиле да биде функционален и сега си одете и може да го работи било кој оперативен менаџер кој ќе го внесете во бизнис, во бизнисот и така натаму, и тој да си обстанува затоа што е поставен на здрави темели, исто така да биде и со општините. Особено една општина како што е општина Центар, каде што една работа, едно столбче може да предизвика политички, не знам, да биде централна вест и така натаму и така натаму. Во друга општина Бекатон, тури му асфалт и така натаму. Во општина Центар е многу попипаво. Например, имаше многу проекти кои предизвикуваа контраверза. Не зборам за спомениците. Тие по дефолт се контраверзни и ќе бидат уште долго време. После ќе избледи и така натаму ќе си останат спомениците, муабетите ќе си тргнат. Но збориме за конкретни проекти што се понастрана од цело ова. Со тие контраверзии, со тие работи. Знаете што ми е тезата, зошто толку зборам? Не сакам да бидам дрзок, бидејќи не е тоа мојот стил. Но, еве ќе ве прашам она што опозицијата го говори. Дека вие сте само оперативец кој треба да ги изврши желбите на ВМРО ДПМНЕ, на нивната врхушка, постави тука споменик и ќе поставите и така натаму. Колку вие автентично, реално работевте спрема потребите на граѓаните, а колку се точни обвинувањата дека сте вие партискиот послушник едноставно кој треба да им заврши работа и да го прикрие тоа што они го прават. Вака дрско звучи, ама тоа е она. Значи, опозицијата сакаше да наметне во јавноста дека општина Центар и градоначалникот на општина Центар работат исклучиво за владата, односно за програмата на владата. Јас баш токму затоа дадов еден отчет во кој воопшто не е спомнето она што се прави од програмата на владата. Значи, ако го погледне некој тој отчет, тој има таму што да види. Ние имаме 60 улици тотално реконструирани. Имаме безброј тротоари направени. Имаме променето фасади на училишта, 70 згради поменуваме. Имаме 2 моста од својот буџет. Значи, до сега никој, ни една локална самоуправа нема направено мост, иако се пешачки, сепак сериозни се распоните, сериозна инвестицијата, до сега нема ни една локална, затоа што до сега се сметаше дека тоа е обврска на централната власт. Ние направивме катна гража од 5 милиона евра.
како ќе се реши проблемот на паркирање на сите кои доаѓаат во комплексот на судови до македонската телевизија тука. Еве, така. 500 возила ќе се оберат. Значи се она што се гледа Таму по немаше тротоари, скоро никаков паркинг. никаков паркинг, 500. Тоа е сериозна инвестиција. Втора катна гража почнаме со своји И то ова не е нешто популистички, ова не е нешто што носи директни поени граѓаните нешто да им гори за ваква работа, но кога идат на суд, Сигурно решаваат имат потреба. Има таму многу вработени прво, пред се. Вработените треба да паркираат, треба странките да паркираат. Значи, ние тоа треба да го овозможиме да функционира како што е сегде во светот. Светот не познаа друго, Јанко, решение за паркирање сем катни гражи. Значи, да знаева, опозицијата ќе речеше не мора катни, може вака. Друго не постои во светот. Така да нема потреба да не критикуваат. Некои што живеат таму по 15 години се чудат на опозицијата зошто не критикува за катни гражи. Ја не можам да објаснам. И не знам кој може да објасни. Кога имате проблем во паркирањето, неминовно, неизбежно е да се прават катни гражи. Ние направивме еден канал горе што доаѓа спроти училиштето Кочураци. канал кој е од 45-та таму. До пред 3 години тој не беше затворен. Так. Опасно за возила, опасно за пешаци, често сообраќајки. Ние го направивме. Не е тоа во програмата на владата. Се покри. Се покри. Се извинам, тука учество зема и градот, па по пола финансиски го завршивме ова. Значи, тука е со градот. Еве сквер Јадран, например. Штета што немаме слики од претходно како изгледаше. Скоро една пријателка која била вработена кај глувите, јас ги посетив Сојузот на глуви, таму има сместен. Им помагала као секретарка. Мажена во Крагујевац 8 години не била. Кога дошла, се збунила, не влегла во улицата, мислела дека ја сгрешила улицата. За сквер Јадран. Сквер Јадран. Так. Па се вратила кај некој да праша дали е тоа таа улица. Па за случајност една, таму стои сега и новото име Никола Кјусев на улицата. И сето тоа ја збунило толку многу да не верувала тоа дека така може да изгледа. За само 8 години. Влегла внатре, видела некои луѓе и сватила дека не сгрешила. И потоа и рекле дека дали го видела центарот. Центарот не го видела. Тоа било културен шок, вика она. Ја не сум доживела таква нагла промена за 8 години. Пријатни места, мене лично ми се допаѓаат, не можам да го негирам тоа, но предпоставувам не е тоа, иако сте вие нели главата, вакви одлуки се донесуваат сепак демократски. Вие не викате иди направи ми улицата така и така, туку стојат за ова инженери, архитекти и така натаму. Постои некоја законска процедура како се донесуваат одлуки за да се изгради вакво нешто. Така е. Значи, ние тргнуваме по еден закон за јавни набавки, во целост ја запазуваме таа постапка. Јавни набавки, кога го бираме Јанко проектантот, до избор на изведувачот. Ние во основно училиште Гоце Делчев, значи Гоце Делчев е поранешно Ленин. Знам три деца таму ми учеа. Таму, например, никој не можеше да најде решение како да се постави спортска сала со оглед дека тоа поседува многу мало двориште. Се извинувам, бев во одборот на родители, така да ја знам проблематиката. Тој проект стоеше и пред 7-8 години. За 3 месеци ќе биде, да. Мојата критика е единствено зошто во летните месеци динамиката падна, почна пролетта да се гради, можеше веќе до сега да биде. Имаше дислокации на топловод кој не ни беше ставен во подлогите. Значи топловод, тој е поголем, се дислоцираше и некоја водоводна мрежа, водоводната побрзо се заврши, дислокацијата малку се заглави на... Во секој случај, градбата на една спортска сала е минимум година дена, така да фаќа и лето, и пролет, и есен, и не можеме да избегнеме. Единствено, да, и ќе биде карактеристична по многу работи, затоа што спортската сала, ќе го вратам, сакам да ја покажам таа фотографија, спортската сала е под земја. Така е. Тоа е доста специфично, бидејќи единствено основно училиште во градов, особено во општина Центар, во Скопје, без спортска сала, беше бившото Ленин, сегашно Гоце Делчев. И имаме уште едно, требаше да биде, имаме уште едно, Кирил Методиј, тоа е без спортска сала. Тоа и ќе направите? Да, тоа го сема да го прави Министерство за образование и наука, но имаше лош проект. Проектот бил некогаш евидентиран во општина Центар, но бил донација од некоја фирма.
Фирмата кога е донација, веројатно го направила со големи пропусти. Тоа е причината зашто. Кога го дадо проектот на изведувачот, се увиде дека проектот не е добар. Нема одредени работи. Ова е веќе при крај. Натаму нема да се гради повисоко. Ова е Да. сосема малку над нивото, метар. Десно се сутуренските простори. Значи, увисина- салата ќе биде овде внатре. Внатре, таа е Да, негде... тоа ќе биде едина сала која е така подземна, underground ќе биде во суштина. Па инаку ќе ја Компјутерот може да го пуштите режија. Да, инаку ќе ја затвореше светлината на училниците. Има една друга слика предходна, таму што е со вода на горната површина, да. Значи, овие училници треба да добијат светлина. Овие на приземјето лево од 2000-та, овде, да. И да. за да добијат светлина, мораше да биде укопана, така да нема да биде нарушен. А ова ќе остане двор. Ќе остане двор. Една варијанта беше да имаме уште едно игралиште во жичана мрежа, да може да играат. Архитекти рекоа дека е добро да биде за прошетки, со клупи, за седење, кога ќе излезат на одмор, да има кај да така се раздвижат. И Многу така ќе го биде. разигра ова просторот, се надевам дека и естетски ќе изгледа убаво, бидејќи Така. сепак се наметнува на една стара зграда која била сосема за други прилики, па нели околу неја е изграден градскиот зид, а сепак овдека учат деца и би требало да биде некое позелено, попријатно. Овде нема едно дрвце. Има ли шанса за некакво хортикултурно уредување? Ние се трудиме сега секаде, значи секој ќоше што ќе биде вака слободно да поставиме дрво, сериозно дрво израстато, значи не фиданки и не да биде за пред камери. Ние имавме еден тендер на 1000 јавори. Значи тендер. Сакавме тоа да се случи во ноември, затоа што во ноември садењето не изискува контейнерски набавка на контейнерски садници. Кога дрвцата доаѓаат во контейнери се двојно поскапи. Добро. Значи, тоа е фактички контейнер е сакси една поголема. Може би да биде колку масава, зависи колку е дрвото израснато. И тие се двојно поскапи. И рековме ќе ги садиме во ноември, кога замира вегетацијата, ноември-декември, и ќе ги добиеме во тој период може да се набават од расадниците двојно пониска цена кога не се во сакси. Тие така се и поставени сега во тие расадници. Значи не се поставени во сакси, туку имаат една техника они каде во природната земја ги чуваат, 4-5 години ги чуваат, таму израснати и после лесно ги префрлуваат заедно со својот бусен, или како да кажам, со својот коренов Со се систем. кореното и земјата. И земјата така ги пренесуваат. Тие се двојно поевтини. А колку е веќе тоа пораснато? 4-5 години? Да, ние Па тоа е баравме- 4-5 метра дрво веќе. Да, 4 не, али 3 сигурно. 3. И сега ги поставуваме некои липи, поставуваме од 3 до 4 метри. Каде ги поставуваат? Па многу близина до ова. Не знам дали сте виделе како е уредено на местото кај што беа поранешните ВЦ-а до Пасошко беко и една фонтана кај добро, Тргот Текстил. Знам, добро. Тука има поред фасадата на Тргот Текстил десетина липи Такви. израснати големи од 4 метри. Ги има навака на кај Пасошко што велиме паркинг имаме Така, добро, нов. на Мавара тоа. Значи и ние со проектот 1000 јавори сакавме да откриваме места, има задача кај мене овие вработените, Каде може да се... каде се може да се постави. Затоа што имаме делови од Дебар мало, можеби, каде што тротоарите се мали, па крошните нема каде да се развиват, тогаш се поставуваат понов тип на дрвореди, чија крошна не е така доминантно нагоре не расте. Печуркасти ги викаат, или шубарасти, има јавори, шубарасти багреми, или печуркасти багреми, ги има пред зебра. Значи, за градските средини каде што фасадите се многу близу излезени, нема можност, но има можност за тие помали градски, да ги кажам. Не знам дали сте ги приметили и индиските јавори што ги имаме, индиските јорговани кај сквер Јадран. Да, ги прикажавме. Што Не знам туку ги дали ги прикажавме. има како цвет. Тие исто имаат релативно мали крошни, но интересантно е дека тие Зборите цвета... за овие. Да, само момент. Тие се. Овие цветаат од јули до дури октомври. Значи, Па тоа е како месечарка овие руживе, постојано вака цвет да дава? постојано вака изгледаат од јули. За разлика од може ли оние ова да се- јапонските цреши. Овие Добро. јапонските цреши имаат Само на ударно пролет. 20 дена. Така. До месец најмногу, негде у април-мај. А овие од средината на јули до октомври цвет. Како го нарековте? Индиски јоргован Индиски јоргован. или лагерстреми или така некако. Добро, дали ова латинско скап? име.
Па не е така скапо, не е така скапо колку што е убаво. Сметам дека треба да има. Овие крошники нема да бидат огромни. Дали може приватно човек да набави? Па верувам дека може, да. Верувате? Од каде? Па ние на јавна набавка ова го направивме. Можеби фирмите, не знам дали имаат постојано тука, како викаат, лагер да чуваат, но ако отидат кај некој од овие фирми за хортикултура, ти имаат своји добувачи и ќе им нарачат 2, 3, 5, не знам колку. Да. Добро. Преубаво е. Не ја дознавме, преубаво, не ја дознавме цената, но се надавам дека... Па мислам 3000 денари, да не. Ама ми е страв да не сгрешам, да. 3000 Па тоа денари. не е многу. Па не е... За вака деро. И то вака израснато ова веќе. Да, прилично значи ние израснато. баравме израснати така. 6 месеци да дава цвет, тоа е навистина реткост и Не, 3. убав. 3 месеци, пардон. А кажете ми, бидејќи ова се сорти строго за урбани средини. Предпоставам нема непријатна миризба, напротив добра миризба, не фаќаат, дали се отпорни на штетници и така натаму. Рековте липи. Скопје е карактеристично за липите. Мај, јуни, Скопје мириса на липи, но после тоа доаѓаат вошките, па е за никаде. Се капе, се цеди, автомобилите се... Па мислењето е поделено кај јавноста, а стручњаците, значи ние биравме дали да бидат 1000 јавори, 1000 липи, одредија да бидат овие што се бават со хортикултура, јавори да бидат. Дури се мислевме, па добро, дај 500 липи, 500 јавори да бидат. Сепак, значи, одлучија дека, поради тоа што тоа го прават, што го кажате, и некогаш ги иритираат тоа некои сосетливи на поле. А, така. Да. И на тоа... Да. Има рефлексија кај некои, дали е тоа 5% од граѓаните или не знам колку имаат. Има прилично. Да. А јаворот не предизвика така. Предпоставувам дека дефинитивно и ќе ги замените оние прекрасни, убави, огромни дрва, но кои цветаат и ги испуштаат оние белине кои го прикриваат целиот град и граѓаните не се баш задоволни. Дали ќе има таква замена која веќе се фативме за хортикултурата и кажете ми од овие 1000 јавора колку у проектов успеавте да замените и така натаму? Не знам дали ме приметивте. Ние, значи, дојдовме до таа јавна набавка која за жал имаше еден недостаток технички и ние поништија. А веќе влеговме после во да не кажам предизборно време, каде што и ако распишевме нова набавка, ќе требаше изборот да биде сега во ова време, а тоа не ќе да го направиме. Најверојатно ќе го одложиме целиот тој проект за ако сакаме поевтино да поминеме за следниот октомври-ноември. Добро. Јас се надевам дека ќе биде затоа што центарот му недостасува хортикултурно уредување, а она што го има се некои дрва кои се стари, кои се навистина не одговараат за целиот дизајн. И мене ми се допаѓа што ете се размислува, не знам, јапонски цреши, Јоргованов, индиски и така натаму, кои во урбаната средина изгледаат убаво. И неколку места навистина центарот стана, општина центар стана навистина репрезентативна и интересна за туристите. Добро, останува во текот на годината да видиме ако го добиете повторно мандатот на граѓаните, зашто посебно ќе говориме, бидејќи немате сега конкуренција некоја сериозна за општина центар. Кои ви се конкуренти? Ја и не знам, веќе малце се узбунет во целова работа. Со опозицијава успеа да направи. Сега вие немате конкретно противник. Па, чув дека има од мислам од Дом да не има. Така, Дом ки иде со независни своји листи, иако интересантен коментар на помалата Герка вика, добро бе тато, пораката беше, ајде, демек нек се убедат овие од опозиција, не е убаво вака да одиш, вика, на избори без против кандидат некој сериозен. Не е до мене. Како и она да чувствува дека треба да има борба на мислења, борба на проекти, борба на идеи, така. Многу поинтересно ќе беше овдека вечерва да имавме уште еден ваш против кандидат, па нели да ги слушнеме и неговите критики. Ја додуше колку можам ќе ги артикулирам и критиките оние што стигнуваат од опозицијата. Ме интересира да се навратиме за проектите.
што е реализирано, што не е реализирано. Ги спомнавте детските игралишта. Ако нешто недостасува, но и нема простор во општина Центар, тоа се детските игралишта. Зборувате, спомнавте преска кај основното училиште Гоце Делчев, сте размислувале за игралишта заградени со жица, што е па не е откривање топла вода. Многу често сме го гледале дека е тоа прилично практично. 2 коша, неколку справи и децата можат да се издуваат, а сосема и заштитени од околината, па топката да не летне и така натаму. Имате ли некаков проект за понатаму? Мислам дека недоволно се направи за овие години. Ајде, имавте други приоритети, но ние имаме многу добро игралиште, реконструирано, обновено, направено во Димитар Миладинов. Еве сега поминав со возило, тоа е осветлено, направено во таква една ограда, каде што нема да се оддалечува топката, има 3 реда трибини и навистина беспрекорно направено. Мене ми е жал што не така често гледам да играат деца. Тоа ми е жал. Направивме 10 мали игралишта за мини фудбал. Тоа се за дечиња до 7-8 годишна возраст. Значи, оние кои треба да се запознаат со топка, да шутка, да играат од 5 години, 6 години и така натака. Тоа е направена една мала површина од вештачка трева, заградена е со една ограда, каде што децата не би требало да можат сами да излезат. Ако ги префрлите од таа страна, тие ќе останат натре безбедни. Како дрвена ограда, како што е во Јосип Брос направено, таа е од слично на тоа. FIFA или UEFA нешто ги градеше тие. Слично на тоа е направено. Направено е малку зад головите повеќе мрежа за топката ако шуткат да не префрли негде, непотребно. И тоа е релативно мал простор. Такви 10 направивме и не идоа на вистина на големо одобрување и благодарност од граѓаниве, затоа што и дедовци кои ќе ги изнесат дечињата со топка, прво на тие места не доаѓаат домашните миленици па да вршат нужда. Значи тука се чувствуваат родителите и дедовците со внучињата безбедни. Го ставаат негде кај што може слободно да трча и да игра со топка. Од друга страна се мирни, може да седнат на клупа и да не бидат на штрек дека тоа неконтролирано ќе истрча негде до улица по топката. Значи многу соодветно на потребите на Кај изградивте вакви игралишта? Па имаме во Капиштец 2. Имаме домот на синдикат или како се вика поранешниот пензијски фонд каде што завршува со блокот. Тука веднаш на повисокиот дел. Така. Имаме во Пролет на селбата. Добро, не мора да ги набројуваме сите, чисто од прилика, бидејќи... Не знам слика дали имате, и многу убави Сакам да ве прашаме, например, урбанистички, неурбанистички, вака или онака, 50-та дивизија се изгради последниве години, доживеа вистинска последниве години, последнава деценија, доживеа вистинска урбанистичка експлозија. Се изградија на места каде што имаше куќи и неколку згради, се изградија огромни згради, се доселија многу жители, значи на тој потегот од МВР до Галија се изградија на вистина многу згради. Проблемот со паркингот остана и на целиот тој простор каде што се изградија сигурно едно 20 згради кои се веќе фул сите и така натаму. Едно единствено игралиште помеѓу првите 2 кули за кошарка. За кошарка, да. И тоа игралиште со години граѓаните молат да се овозможи, да се заштити, да се уреди и така натаму и така натаму. Концентрацијата на деца и на родители и на луѓе и така натаму е огромна. Има ли шанси, ова ми е прашање кое умеѓувреме го добив, ја се извинувам, но вечерва ќе одговарате и на прашање од граѓаните. Ова е едно од првите, пред да продолжиме и со другите теми. Да, јас сум бил во посета таму на таа околина и посочено ми е тоа игралиште, посочено ми е еден паркинг што имав идеја да го направиме, но тоа беше на приватна локација, тоа е спротивно од ова игралиште. Го знам, да. И се обидов со собственици да разговарам до реализација на нивниот план, значи додека не почна да градат, да биде времено паркинг. Не најдовме заеднички јазик, а на луѓето пред уште 3 години, можеби, кога бев кај нив, им го ветив тоа, потоа дојдоа некои информации дека па други не сакаат тоа затоа што е преголема галама.
Ја имам едно лошо искуство од еден таков кош во населба Пролет, каде што има големи расправи, они кои живеат непосредно по тоа, до кошот, сакаат да се дислоцира, а младите сакаат да остане. И ја подзакочив таа работа. Пред, можеби, 2 месеца повторно имав средба со граѓаниве и они се упорни, овие кои го бараат тоа мене, дека таму е неопходно да се тоа загради и да функционира за, а ќе биде под контрола во доцните вечерни часови да не се игра, можеби и во време кога се одмара. Добро. Значи, после ова дали беше пред месец дена една средба, јас дефинитивно, ако го добијам мандатот, ќе го направам тоа, бидејќи и пред 3 години го побара од мене, веќе го ветив, па се пишмани поради тоа што некои други не го сакаат тоа. Но мислам дека ќе го направам сега, бидејќи едниот од граѓаните кои го бараше тоа кажа вака: ние имавме и поголеми проблеми. Оние кои беа против игриштето дојдоа со 2 камиона и стурија, вика, пред не за колку време земја, па земавме и чистивме, вика, за да не се игра. Во урбаните средини, ако се направи ред, може да функционира едното и другото. И да го има кошот, и да има мир. Не контролирано користење во доцните, значи летно време, во 1 час од ноќе, кога сите прозори со спалните отворени, не е во ред некој да Баскетот. се расправа. Данг. Го знаеме тоа, на сите ни смета, но не може да остане тоа так. Заградете го, ветете им дека ако го добиете, дека ќе го заградите. И добро рековте, ќе има контрол, ќе може да се заклучи, за да нема... светло, ако нема, веројатно ќе не може да играат. Така. Добро. Господине Тодорович, ја би ве замолил се една кратка пауза, па да продолжиме. Имаме уште многу теми, а граѓаните ги повикувам Фејсбукот да го користат. Ќе отворам сега едно прашање, да може да поставуваат прашања. Некаде па за половина час ќе можеме да одговараме, затоа што ќе треба некој отчет да дае господинот Тодорович за сработеното до сега. Господине Тодорович, имате сигурно да им предочите многу работи во вашиот амбициозен нареден 4-годишен план. Кои се главните акценти и што е она што ќе им го ветите на гласачите за наредниве 4 години? Па по-големи работи или проекти или капитални ваки инвестиции би биле, ние сакавме и сега да ја почнеме, имавме и тендер за изведувач. Тоа е за една градинка која треба да биде поставена на место на сегашната, но со двојно поголем капацитет. Прво, сегашната градинка е многу дотраена. Каде е тоа? Тоа е на улица Козара. Така? И е помал капацитет, има голем двор и убав двор. И ние направивме проект. Проектот е главен и изведбен, по кој веќе... Тие се бараки, ниска градба е таа, има фантастичен двор. Што ќе правите таму? Па таму ќе направиме градинка модерна, современа, со многу повеќе поголем стандард од ова што го има. Ја идев таму. И со двојно поголем капацитет. Како ќе го постигнете тоа? Па тоа го возможува дворот. Значи, дворот е голем и ние можеме тоа да го направиме. Значи, велам дека тоа ќе биде од сосема нови современи материјали, зидана и како што да служи градинка. Нема да одите на кат, него ќе... Стандардите не дозволуваат на кат за градинка од безбедности причини. На кат е дозволено само да престојуваат она најмала група на јасти. Така. Иначе сите други бидат на присемје. На катот може да биде уште некоја канцеларија од директорката или од некој персонал. За колку ќе го зголемите тој капацитет таму? Па, во секој случај, требаше да биде прво 1200 метри квадратни, 1300 на колку они сега работат, ќе биде 2500 квадратни и сразмерно и бројката ќе биде. Јас не знам точна бројка на дечиња кои престојуваат во таа градинка, но по самото тоа занималните се двојно повеќе ги има. А има барање, има притисок. Има, значи постојано. Фала Богу, барем има деца бар негдека и онака сме во бела смрт како држава, па добро е ваквите капацитети да се обновуваат или прошируваат. Тоа е добра вест. И граѓаните бараат полого време, значи со годинот која е направена оваа населба Капиште како доста бројчана, очекува да има во непосредна близина основно училиште и тоа во планите е некогаш предвидено и останува така и се уште е така, да биде на делот кога се оди по Васил Ѓоргов пред заводот за вработување од лева страна има бараки. Добро. На таа локација ќе се урнат бараките, ние во овој 4-годишен мандат ветуваме дека ќе изградиме и основно училиште.
Основно училиште во Капиште Во само. Капиште, да. Так. Да. Добро. Тоа е второ ветување. Поголем проект исто така е пензионерски дом. Значи, не знам ли се сеќава јавноста кога последен пат е изграден пензионерски дом. Па не знам ни кои се пензионерски домови, Да. дали функционираат воопшто. Функционираат, има во аеродром, има во Злокуќан и така. Во центар? Ние овој ќе го значи имаме идено проектче, идено решение како тоа ќе изгледа, колку тоа ќе има капацитет. Сето тоа е направено. Имавме проблеми во овој минат мандат, да кажам, со некои технички проблеми од типот чие е земјиштето, кој го користи, кој го влада и така натака. Во катастар е запишано Република Македонија, но тоа го имаше Сдруженијето на пензионери на општина Центар. Постои едно Сдружение на пензионери на општина Центар. Каде се, за која локација говориме? Зад Градежниот факултет и зад училиштето Колен Неделковски. Така. Значи, спроти носталгија кафаната некако би дошло. Добро. Тука веќе има едно кукиче, кое е дадено на користење на овие пензионери и тие си ја вршат она нивна секојдневна работа како здружение. На тоа место во плановите ставивме една градба од приземје и 4 ката, ми се чини, 5. Приземјето веројатно со јавно-приватно партнерство ќе го договориме да го добие оне што ќе го гради. Мало учество ќе имаат и самото здружение имаат некои средства. Ние нешто ќе имаме и ќе видиме ако може и владата да ни помогне преку Министерството за труд и социјала да го завршиме и мислам да ќе го завршиме. Овој пат, значи, бидејќи за да го ставиме тоа во програма, се погледнавме сите чинители, тоа е локалната власт, значи јас, министерот за труд и социјала, па дури и премиерот го информиравме дека тоа, ако го ветиме, мора да го исполниме. Сите си подадовме рака и ние тоа ќе го завршиме во колку добиеме 4 годишен мандат. И можеби градбата ќе почне негде после завршување на деталните проекти од некои се 7-8 месеци и при крајот на оваа година. Или евентуално другата година. Кога зборите веќе за рушење бараки, имате ли веќе нешто, општина Центар, сето убаво, се ушминкува, се дотерува, се обновуваат фасади, што мислам најдобрата работа, ја ви ве охрабрил, бидејќи згради не можете да ги измените што ги имаме во општина Центар, особено во центарот. Но ако се обноват, барем да се бојосаат, Так. сосема друга перцепција била. Но општина Центар е многу неугледно место. Бараки, веќе трошни и така натаму, со нефункционални шалтери, со непримерен простор. А имате голем простор таму. Имате ли пари, имате ли волја, имате ли план за тоа нешто да направите таму? Па и тоа е еден од големите проекти што општина Центар треба, мислам што во 4-годишниот мандат би ги завршил. Значи веќе се многу. Спомнав градинка, училиште, пензионерски дом, следно ова за кој ме прашувате е општинска зграда. Навистина ќе ми биде задоволство да во мојот мандат јас завршам со една нова зграда за општината. И тоа ќе го направиме. Ние имавме неколку напори заедно со Министерството за транспорт и врски, бидејќи земјиштето се уште го менаџира и продава Министерството и тоа го направи доста коректно. И ние избравме и со инвеститор. Со инвеститорот имаше обврска да заврши за нас зграда, а за него во другиот дел да направи некои други негови градби за кои он имаше интерес. Но тоа малку го дигна опозицијата, поготово советниците од страната на СДС во општина Центар, како нешто дека сега ќе биде некоректно направено, нечесно, пред избори било и така натака. Одлучив да го повлечам тоа од дневен ред, иначе требаше да тоа помине на Советот. И му се извинивме на овој кој веќе беше избран на јавен тендер, со јавно надавање. Им се извинив и на Министерството и одложивме целата реализација за после изборите, за да нема озборување дека во време на избори ние нешто правиме нечесно и некоректно. Тоа значи дека сите сега активности се застанати? Имаме проект, дури. Значи требаше да почне да се гради. Да. Добро, што треба да биде таму? Тоа ќе биде зграда, повеќе катна, што е планот? Ние очекуваме за нас посебна зграда, зашто имаме проект, во која ќе се работи општинската администрација. Нормално дека таа димензионирање за наредни 50 години, се очекува да бројот на вработени расте. Во почетокот можеби ќе имаме простор кој ни е повеќе од потребното. Тој можеби интерески и да не го завршиме, да заштедиме. Ако го завршиме, ќе го изнемуваме или ќе работат некои невладини издруженија.
И за сметка на тоа, на истата парцела има уште во урбанизмот околу 15.000 квадрати, што може да ги изгради инвеститорот за себе. Таму намената е мешовите. Станови, повеќе се знае. Шопинг и така натаму. Добро. Понатаму? Што ви се другите овие се покапитални? Почнавме на катна гража во непосредна близина на поранешната зграда на Нова Македонија, кај што е сега Халкбанка. Во општина центар вие почнавте многу згради, чекај вака да ги на Јужен булевар, онаа Борг коцката од Стар Трек, таа се привршува. Таа не е наша. А таа е Булевар под на градот градот. Добро. Катна гража која привршуваме, не, и таа е на градот. И таа е на градот. Ова не ќе ни биде втора катна. Едната што ја завршуваме, во среда среда ја пуштаме во сечена работа, тоа не е утре за утре. Која? Таа кај судска палата. Кај судска палата Таму кај стане веќе во зеленило функција. поставено и значи цело се готова и ќе ја пуштиме во работа. Негде отприлика околу 2 месеца ќе дадеме бесплатно паркирање на сите кои имаат потреба да дојдат во таа околина. Значи, ова е исто добра можност да знаат граѓаните дека 2 месеци ќе можат бесплатно да ја користат. Потоа ќе биде наплатувано веројатно Колку има посимволично простор таму? 500 возила. 500, тоа е Тоа е голем огромен капацитет. Да. Тоа е голема гража. И ја почнавме новата до поранешната зграда на Нова Македонија, каде што сега е Халкбанк. Извине, не мислите дека ќе ви ја загушат и вработените тука, например, од македонската телевизија, кои они самите имаат проблем. Од другата страна е МВР, нели, пасошко за лични карти и така натаму, и тука исто доста набиено. Па ова дали кога би била само за судовите и за вработените на судовите, може би била доволна. Но тука има уште неколку објекти од јавен интерес, нели, МРТВ, МВР и така натаму. Дали ќе биде доволна? Ќе биде доволно се ова. Па добро, ете, нека има и 500. Понатаму ќе видиме, времето ќе покаже дали капацитетот треба да го зголемуваме на некоја друга локација или ќе решаваме на другачи начин проблемот. Во секој случај пред малку реков дека светот не познава друго решение за решавање на паркинг простор Освен катни гради. Рековте кај Халкбанк. Да. Таа ја почнавме сега. Која Халкбанка, каде е тоа? Тоа е до старата зграда на Нова Македонија. А така, добро. Таа има капацитет за близу 200 возила. И исто така, бидејќи сега некои министерства се сместени во старата зграда на Нова Македонија, дел за нивните вработени, дел за нивните странки. Зборите вака во продолжение, не од другата, бидејќи од другата страна има голем паркинг простор. Така, тој во иднина, тој паркинг веројатно ќе биде узурпиран и улица ќе се гради кај продолжение на јужниот булевар. Тука ќе почне да планира, прво ќе биде направен во 2 ниво од страна на градот, тој проект на градот, голема кружна сообраќајница. Така. Но во 2 нивоа. Значи има некој доле и некој на ниво на овакво. Тоа доле веројатно ќе биде во комуникација со подземната улица што ќе проложи на денешниот Јужен булевар зад Тутунска банка. Тоа реалност ли е да се случи во реалност? 4 години. Добро. А во 4 години сигурно ќе биде направен подземниот булевар. Ја очекувам во 4 години сигурно подземниот булевар и оваа кружна обиколница. А од кружната веројатно ќе излезе тука према овој паркинг што сега го спомнавме спротив зградата на Нова Македонија. Таа подземна сообраќајница тука ќе излезе на терен. И од тие причини можеби ќе се смали понудата за паркирање, кога веќе ние со катната гража ќе можеме да ги прифатиме овие возила кои веќе доаѓаат тука до тој паркинг. Така, бидејќи таму ќе се намали, значи да се компензира едноставно побарувањето. Особено тука Халкбанк, министерствата, факултетот е тука, Европскиот универзитет и така натаму. Така, некои доаѓаат и до Тутунска банка, до локацијата на тргот текстил. Во секој случај, бидејќи Коца Трајановски говореше за овој проект, значи збориме за овдека за кружниот тек. Така е. Овој кружен тек овдека, ова е тој паркинг кој го говорите и кој ќе биде продолжен. Да, ова е зелен појас. Овој паркинг овде. А вие каде? Овдека ќе ја градите? Баш тука. Овој дел ќе градите. Така. Веќе е заградено и почната градежна јама. Јасно. Добро, понатаму што имате во проект? Па овие ако ги завршиме, тоа е навистина премногу.
Да? Значи, а ја мислам дека ги завршиме или ќе бидат пред крај на завршување некои. Мораме да продолжиме да уредуваме улици, да реконструираме. Постојано тие се на забот на времето, на оптеретување на колите, возилата и секоја година се некои од улиците состојбата им се влошува. Значи ние дававме приоритет на овој 4-годишен мандат на 60 на улици. Сигурно дека веќе имаме список и во програмата на Општина Центаре за наредна реконструкција, тој нареден циклус, ќе дадеме приоритет на обновување на фасадите на зградите, през што го спомнавме ова. Ние, значи, одвоивме минатата година 30 милиона денари, 10 на згради направивме. Сигурно дека циклусот ќе го продолжиме и со поинтензивно темпо, со поголемо темпо. Може би тоа ќе бидат веќе на 20 згради уредување на фасадите. Што градите крши хотел Бристол? Тука што е заградено. Служба за општи и заеднички работи при владата ми се чини дека гради некои од овие нивни агенции. Сега не се сеќавам која баш. Имаше доста контроверзии. Граѓаните не се согласува за узурпирање на јонака малиот зелен простор и така натаму, но сепак се остана на идејата таму да се гради. Добро, тоа ние го проследивме до урбанистите, дека дел од граѓаните негодуваа за таа работа, да се најде друго решение, но сепак тие како архитекти и урбанисти остана на таа идеја тука да биде изграден тој дел од центарот. Тоа е уствари во суштина идејата е целата улица да биде со згради како што се авениите во суштина. Па мислам дека и така некако го бранеа тоа да постои таа силуета во иста линија. Силуета во иста линија. Добро. Кажете ми, има една грда слика во овдека, баш крши Сител телевизија, некогашната Езерце, кафана, 2 Јелена или како се вика, и така натаму, и така натаму. Сега е многу грда слика, останаа 2 столба од тоа. Ке се реши ли тој проблем? Што ќе биде? Да. Може ли ова Езерце навистина да заживее како што треба? Едно време имаше и птици, беше порибено и така натаму, па сега повторно се запустува. Некако успони и падови. Видете, кога дојде до ова ниво Езерце, значи секогаш оние закупци многу повеќе правеле од самиот објект и тоа го правеле надвор од одобрение, надвор од закони, и моравме да ги санкционираме, да ги уриваме, па се враќа, па така натака, па едни против други беа. Имавме ние договори со 2 закупци, едниот валиден, едниот невалиден, па имаше судски спорови околу тоа. Во секој случај кога ги расчистиме тие работи, ние направивме проект малку нешто поголем од локацијата која припаѓа на тој. Ние излегувавме малку со локацијата и тоа мораше да го решиме во урбанизмот, односно со Министерството за транспорт и врски да ни го додели земјиштето на новата урбанистичка парцела, да бидеме корисници за да можеме ние да го изградиме тоа. Ние најверојатно, за да не трошиме буџетски пари, општински пари, нема да го градиме, ќе го дадеме некој тоа да го изгради за сметка на киријата во одреден период да биде символична. Например, ако таму заслужува кирија од 3, 4, 5, па дури и 7.000 евра. Има ли сега конкретно некој кој е Нема уште, но велам, го застанавме проектот затоа што од Министерството за транспорт и врски требаше да ни го доделат земјиштето на користење. И тоа се работеше за мало парче земјиште. И сега завршено ли е тоа? Сега тоа е завршено и после изборите ние ќе распишеме тендер за тоа да се гради. Веројатно би личело тоа на некако јавно-приватно партнерство. Она што Латас ми се јави кој разбра дека сте ми гостин и ми рече работнички салата. Да, шега на страна, се работи за спортската сала, а работнички. Сега ви и то како во интерес таа да биде реконструирана? Така, ние сме како Општина Центар основачи на кошаркарски клуб работнички. Се уште салата не е решена чија собственост е. Во меѓувреме... Како тоа не е решена чија собственост е? Па добро, постоел некојаш тој, како го викаат, од железнички, железничко спортско друштво, работнички. Па што останало? Не знам, се јавуваат некои основачи на таа работа, која дали судот ја решава или во катастар некако е заплеткана. Ние би било добро, ако поготово Советот на Општина Центар донесе одлука за поголема инвестиција во салата, било добро да инвестираме во нешто што е наше, на општината.
ќе видиме дали тоа ќе решиме. Во секој случај ние ќе ја реконструираме. И да не биде така, ние ќе обновиме. Кровот тече или некои други работи, ќе ги направиме, ќе обновиме, ќе модернизираме. Ама таму не треба тоа, треба да се сруши, таа треба... Мислам, тоа е многу монтаж на некој. Таму треба убава саглам сала, ако веќе. Имате право. Исто и универзална сала. Сам таму треба она као на Discovery, оние Demolition Group, да видиме тоа да се сруши и да се изгради нешто убаво саглам. Да, ја бев многу поборник да Министерството за култура не инвестира во реконструкција на универзална сала, затоа што реконструкцијата подразбира да скелетот остане, скелет кој е стар 5-60 години од челик. Некакво останување, бе. Дај да не правиме вуду сега, да ја бодеме со игли макети од универзална сала, да се молиме гром да удри, да изгори, за да се изгради нова. Значи, реконструкцијата го кошта 7-8 милиона евра на една универзална сала. Ја реков дека не е вредно да биде вложена во таков концепт, туку треба да се исчисти и да се направи нова. И тоа како го подразмислија, го прифатија, мислам, од Министерството. Премиерот исто мисли дека таа треба нова да биде и мислам дека они се сега веќе намисла како Министерство да градат нова сала. Дали ќе имат нов проект и така натака, тоа е добро што ќе биде така. Работнички? Исто мислам дека и за работнички треба да се направи нова сала. Може ли центар сам или ќе треба едноставно помош од влада? Со буџет нема да можеме ние сами. Нема да можеме сами, сигурно заради тоа што веќе навлековме на себе во програмата големи обврски. Тие обврски произлегуваат од нашите ветувања. И ние мораме да ги исполниме. Значи, може би ќе се најдат дополнителни некои извори кои не се од буџетот на општината, тогаш навистина би било за нас олеснително да во овој 4-годишен мандат и ја направиме и салата нова. Она што кажа Латас е добро и дава вака подстрек, дава расположение и кај нас како инвеститори и во јавноста. Тоа значи ако ви изберат ќе ви дишеме у врат да ја направите. Па ќе се најде, мислам ќе се најдат средства и ќе направиме. Основно училиште, значи Основно училиште Гоце Делчев спортска сала. Дали се планираат и други спортски сали за основни училишта? На територија на општина Центар ќе се направат 5 спортски сали. Тоа ќе биде од страна на владата преку Агенцијата за млади и спорт. Тоа се сали во Средното физкултурно училиште, во Универзитетскиот блок. Средно физкултурно училиште. Тоа е во продолжение таму на 50-та дивизија. Да, на 50-та дивизија. Средно физкултурно училиште без сала, со оној полукружен монтаж. Има една сала таму, само таа као да припаѓа и ја менаџира ДИФ, факултетот за физичка култура. Факултетот, Не знам дали они се на исто место и средно. Така е. Во Длабочина не гледате нова сала направи агенцијата за направија, не сум поминал таму. Многу сала. Така. Па зад магазините на Тутун, пошто сте таму. Така. У Длабочина е новата сала. Изградена. Многу нова сала има. Браво. Но уште една ќе се прави за да при менаџирање и при работа факултетот да нема некој недоразбирање со средното училиште. Ќе остане ли некој игралиште барем отворено таму? Таму имаше повеќе отворени игралишта исто така. Па не знам сега на памет вака да ви кажам дека ќе остане. Иначе има велам 5 сали. 2 се овие што ги кажав. Добро. И една ќе биде во училиштето Кирил Методи. Така. И едно во Кочурацин нова, ќе направиме нова сала. Кочурацин веќе има сала. Ќе направиме нова заедно со Агенцијата за млади и спорт, односно владата на Република. Она што е сега како покриено балон. Веројатно тука се бараме 2 можности. У секој случај има варијанта да салите кои ќе ги направиме, од згора направиме, тоа го има. На рамниот кров да направиме игралиште отворено. И тоа треба да го правиме. Како предска кога зборевме за Гоце Делчев. Значи на рамниот кров на салата уште едно игралиште со исти димензии, во една ограда безбедна. И тука може да има фудбал, да има кошарка и така натака. Има ли шанса во рамките на клиничкиот центар да изградите детско игралиште, такво едно заокружено? Детски игралиште со реквизити може да би треба кога е подобро времето. Ја не знам сега какви се третманите од страна на здравствените работници, дали тоа практикуваат, да имаат или може би да се најде зони кои чекаат тука нешто. Може би, значи, велам, детско игралиште со дечи реквизити, но во секој случај ќе почекаме... Кај хелиодромот, кај црквата, таму би било... Во секој случај ќе почекаме, мислам дека владата нарача сериозни проекти за многу голема изградба во клиничкиот блок. Да го покрие целиот и да го... И да го... Стаи една целина да го направи. Да, значи, со топла врска надземна, веројатно на нивото на првиот кат или вториот кат, значи комуникацијата нема да биде попречена, со топла врска, тоа се ходници нови,
да бидат поврзани сите згради. И на едно ниво никогаш веќе пациентите да не излегуваат од зграда. Така. Постојано да бидат И таму во рамките- има и да. катна гаража за да се реши конечно и катна паркингот гаража, и така натаму. Така. После тоа можеби ние нешто би доработиле. Иако е ваша во ваша општина, сепак не е под ваша ингеренција, но сепак должни сте. Колку да убаво вие еве се фалите, убаво соработувате со владата, но мислам дека не ги притискате доволно за некои работи. Тоа е катната гаража која предолго се гради кај Беко, бившо Беко. Потоа зградата до неа, која ја презеде Министерството, мисля, че ни за транспорт и врски или не знам кое Министерство. Финансии. За финансии се извинувам. И таа застана некогашната бивша Југобанка, што Така. требаше да биде. Во самиот епицентар на градот имате едно место кое многу се наградува и кое едноставно, не сам, ви толду респект за убавите работи, ама сакаме да ги отстраниме и неубавите. Ова многу лошо изгледа. Знаете како, значи, морате ги запазите сите процедури од Законот за јавни набавки и ќе добиете изведувач. Изведувачот има некакви референции, има се што треба, што барало условите, и ако ви се погоди тој да биде недомаќен или неорганизиран или некоректен, тогаш ве снаоѓат, а неговите проблеми ви се рефлектираат вас и вие не може да мрднете. Тоа се случи за оваа катна гража што спомнавте до Беко. На градот. Градот како инвеститор го имаше исклучително лош изведувач, конструктор, па и ние заглавивме со конструктор околу првиот мост. Првиот мост за пешаци околу не е довршен, иако е почнат година дена пред вториот мост. Знаете кој ќе... Добро? Во ред? Значи и ние нагазивме на истиот тој изведувач и тој изведувач е толку непосветен на неговите работи, толку лош да ние му го раскинавме договорот. И градот го раскина таму договорот. Тој е истиот, значи што... Истиот конструктор, не сега да му кажем името. Значи фирмата отиде во стечај и ние останавме заглавени. Предпоставам дека градот сега веќе има друг изведувач и дека друг ќе ги забрза работите. Па добро, вие гледам доста се фалите со мостот на уметноста, а не завршен. Не Тој е завршен 99%. И зашто не функционира? Затоа што од другата страна тој доаѓа во непосредна близина на една зграда која не е завршена. Тоа е зградата на обвинителство. Тоа е ова. Ова лево. Таа, значи нас ние 99% заврши. А кога ќе се заврши таа, за да Добро. можат пешаците, Добро. значи дел ќе влезат во незе, дел ќе Добро. заобиколат. Добро? Значи може некој само сака да помине да оде во опера и балет по тој мост. Ќе заобиколи оваа зграда, но околината на оваа зграда е овде на пример, не е средена, бидејќи уште некој дел имаат незавршено овие изведувачите. И што ви се најавите, што ви велат? Кога ќе можеме да идеме преку Значи, мост? ја мислам дека до јуни ќе може да биде пуштена во функција До јуни? До јуни обвинителство. А- Не сум бил, се извинувам, можеби ќе сгрешам нешто. Последна информација од пред месец дена, немам некои свежи информации. Можеби тоа нешто и порано е, но моите очекувања се до јуни. Добро, а кажете ми, кога ќе си го добиеме кеот ние шетачите, велосипедистите? Сега овдека мораме да се качуваме по скали со велосипедите на рамо, цела фамилија, па да вртиме за да можеме. Имавме една фантастична патека за движење. Предолго е затворен. Кога ќе ни овозможите? Ако е веќе 99% завршен, зошто ова не се отстранат овие бариери овдека и да може да функционира, да го користиме? Имаме еден друг мост кој не е 99% завршен, тој е понапред. Тој, значи ако го решиме ова вие за кој зборувате, знаете што, јас сакам Скопје 2014. Мене ми се допаѓа што се изгради и така натаму. Не затоа што тоа го прави ВМРО или што вие сте ми симпатични или сте ми женин брат. Не, мене јас сакам да се гради. Океј, ама ова е too much. Го немаме кеот, ни треба. Инфарктштрасе, треба да вежбаме, немаме кај да шетаме. Значи, не знам што да кажам, молам уште за малку трпение, не само за вас, него и... Ја вас ве злоупотребувам да извршам притисок и за кон сите одговорни и кон вас едноставно да се заложувате за нас и така натаму. Ја и на косе му дишам у врат за истава работа. Збориме за практични работи, бидејќи не збориме овдека за политика. Не функционира, брате, овдека. Стварно нервозни сме сите. Сите не пука нервоз. Овозможете ни го, ова движење, вратете ни го. Година, 2, 3, веќе е тумач. 3 години. Тумач е. Да. Ја мислам дека до јуни ќе се заврши другиот мост и веќе летото ќе биде ова у функција и ќе може да го користат сите оние
кои сака да се движат таму, и ќе биде на задоволство. Секогаш големите проекти и бараат и големи промени, додека се градат тие околината не е баш така пристојно, но тоа е така за да понатаку уживаме. Улица Македонија се некојаш... оддолжи, тоа е целата работа, што се оддолжи. Кажете ми, ова е слика. Ова е градинката нова. Ова е новата градинка? Да. Овдека се занималните што гледаат на кај нас едниот ред занимални, ги имаме после... Тоа значи дека и овие постојните ќе ги обновите или ова Не, скроз ново, се едно. Скроз е ново. Да. Одлично. Ова Ме фаќа носталгија. значи, Јас таму одев во градинката. Ова е главен изведбен проект по кој веднаш ќе се ради. Ова е за спортската сала. Ова Кирил Методи. Кочораце. Да. Значи, ова е дефинитивно, значи, веќе ми е познато и по димензиите како што е проектирано. Ова е, таму има на две нивоа игралишта, отворени, она е со балонот, ова е второто игралиште, а надвор ќе остане највисокото. Так. Ова е пензионерскиот дом, Дом што ќе биде. Ова, целава оваа зграда. Да. Таа сите спратови ќе бидат или ова ќе биде Значи, стамбен дел, а ова ќе биде... Се зависи од буџетот што ќе го одвоиме од општина центар и од она колку ќе може Министерството за труд и социјала да ни помогне, заедно со некој буџет што го имаат и пензионерите. Значи, само да го она што реков на почетокот дека имаше тука еден технички проблем кој веќе е на повидок да се отстрани. А тоа е околу земјиштето кој може да користи и така натака. Ова е општинската зграда, значи ќе ја правите и оваа во бароктен стил. Ова е катната гаража. Сега на лице место не Во среда ја ограде, значи све е посадено. Каде ќе се влегува? Не можам да го перцепирам. Се движите према Македонска радиотелевизија, од главниот булевар, првата десно и пак десно. Значи од оваа страна, од заднава страна би дошло влезот, така? Овде, ево, околу ова, да. Од таа уличка, добро. Техничко прашање, ова е мостот на уметноста, кој предизвика многу контроверзии, дали било кич, дали не било кич и така натаму и така натаму. Народот е поделен, но претежно, нели, логично. Вратете ова слика, како молам овако. Ова не било убаво, ова било кич. Се согласувам. Се согласувам. Ова е тој вториот мост кој пардон, од другата страна, вториот мост од овдека е сликано. Ова коритово на Вардар претпоставам нема да остане вака стеснето, тоа ќе се регулира. Добро? Да, беше. Гоце Делчев и така натаму. Ова е само да ги погледнеме фотографиите на она што е сработено. Првата улица излезе доста добра. Да, доста добро, доста убаво. Ми инспириравте. Деновиве столпчињата не функционираат, препуна била со возила, тоа е кај нас така. Столпчињата не функционираат тие што се електронски. И препуна било, ми јавија денеска премногу возила, мора да ги поправиме, а и пајакот нека заработи некој динар. Значи, во најава деновиве ќе има заработувачка и работа за пајак службата. Добро? Треба биде вака улицата. Не, оваква улица. Коце Трајановски ми најави дека оваа улица овдека, значи што иде, заборев како се вика, ни самиот центар. Велјко Влахович. Дека ако го направи, кој ќе се направи подземниот од малиот ринг што ќе иде подземната улица покрај Кеот, дека оваа исто вака ќе ја направи пешачка, ќе ја затвори за возила низ строгиот центар, што ќе биде фантастична работа. Одлично ќе биде, да. И центарот да стане една прекрасна пешачка. Еве, ова е делот од каналот спроти училиштето Кочораци. Да. Еве го како се. Ова све беше канал. Канал беше. Знам, овдека слободњанци трчавме кога идевме на кај водно овдека и кога каналот си постои, но сега е подземен и така натаму, бидејќи тој спречуваше поплави во Скопје. Значи, он е затворен во цела длжина каде што тој поминува од оваа страна. Инаку доаѓа од десната страна. Он кога доаѓа од горе од водно, доаѓа од десната страна на тротоарот и кога поминува на лева, тогаш е затворен. Сега ќе го покриеме таму на десната страна, иако тоа не е многу близу до самиот булевар Салвадор Алленде. Ќе го покриеме, имаме некои идеи за уредување на едно дечје игралиште. Како добар паркинг дојде таман местото. И простор за пешаци поново. Ова е реконструкции на улиците. Ова е моје мало. Да? Да. Па редно беше и у ваше мало да направите нешто. Да.
Што ви бараат, а не можете да им исполните од објективни причини? Граѓаните на општина Центар. Што ги притиска? Што Барањата им се треба? големи во однос на реконструкција на фасадите. Значи, бројот на згради во општина Центар е огромен. И ние тоа не можеме... Збориме кога правите фасади, да ги правите термофасадите, термофасади. да ги... Така е. Значи, тука се осеќа на сметките веднаш. Затоа што резултатот, кога ќе се променат прозорите, ние ги условуваме да 70% од самата зграда мора да има променето таа столарија да ја промени, бидејќи таа столарија дотраена дрвена, како што ја спомнавте преска, не диктува, не ја држи топлината. Да, а Значи, и бадијела би било спречува оној фасадата, звукот и бучавата. И звукот и бучавата. Плюс, Така. значи, ако ви интервенирате на зидовите топлински, нема да има ефект ако и тие не бидат за... Апсолутно. Да. И ние ги условуваме да во една зграда, значи треба да има минимум, не знам, 20 стана. Имаме некои услови, да е постара над, не знам, 30 години и така натака. И еден од условите е да 70% од становите бидат во нив да биде заменета таа столарија. Оставаме 30% дека некој навистина не може. Значи, Јасно. дали е од овие или од ние причини. Добро. Но Социјални случаи, да речеме. така е. Значи, но искуството ни покажува дека повеќе од 80% луѓето се заинтересирани и е шанса затоа што на тој дел заедно со Хабитат даваме еден поволен кредит ние. Односно Хабитат го дава, но заедно со нас во координација. Значи они на кредит и од прилика за еден стан од 50 квадрати математиката е таква да заштедата на парното или ако е на струја или било како да е, заштедата го покрива ануитетот за прозорот. Сакате да ми кажете дека сметките за струја и за парно ќе им бидат многу помали на граѓаните? Не многу, но доволно помали. Доволно помали. Со топлинската, со ова и прозорците и фасадите. Така е. И сега, намалената сметка за парно може за таа разлика да го издржува ануитетот кој за прозорите од прилика кредит од 3 години можда. Добро. Господине Тодоровиќ, ќе одиме на прашања на гледачите, но веднаш по рекламниот блок. Океј, одиме со... Океј. Добро. Одиме со прашања од гледачите. Сашо Пижевски, да го поздравиш, не ја гледал емисијата, бидејќи не е ќе да се нервира. Но, прашање за него е, дали ќе ја правел Ленинова? Прашање до него, дали ќе ја правите Ленинова, улицата каде што е, кај Драгстор Бети? Дали има у план тамо реконструкција на улицата? Па мислам дека во програмата е тој дел на Ленинова, ние тоа го водиме како Буњакова 7 и 2. Значи, многу улички реконструиравме. Последна ни е Киро Крстевски платник која треба да се доврши. И она има Милутиновичко доаѓа до Ленинова. Значи, останува после Ленинова и уште можеби неколку улички да тој еден голем дел од Рузвелтова на север до Климент Охридски и од Теодоси Гологанов до Партизанска ги упристоиме. Те молам, праша го градоначалникот, зошто новоизградената сала во основното училиште 11 октомври е отстапена само за ракометниот клуб Тинекс Пролет? Зошто не може да се плати термин за играње во салата и покрај тоа што има ставено осветлување на терените за фудбал и кошарка во средното училиште Корчаген, истото не функционира? Дали може да се направи нешто околу ова? Па Миле Ѓоргиевски, добро. Па од чудна една работа, таа сала во како се вика, во основното училиште 11 октомври нема технички прием. Кога ќе има технички прием, а нема затоа што направена една топла врска за која немаше проект, туку е направена затоа што е ходник од 3 метри должина и е направена надвор од проектот што го имаше Агенција за млади спорт. У секој случај тоа се решава, се прават некои работи во делот во урбанизмот кај нас. И многу брзо ќе има технички прием и ќе си биде на користење сразмерно на потребите на училиштето и потребите на спортските друштва. Имаме гледаш на линија. Одиме, да, повели. Јас се извинувам. Инаку Тинекс Пролет е можеби не можеби ту сигурно најстариот ракометен клуб во држава. Постар од Металург, постар од Вардар, постар од сите. И е изникнат од тоа училиште. А Тинекс може и не мора да стои, и не треба да стои, затоа што мене не ми носи некаква реклама, како компанија. Тоа повеќе да ми возрастат, тие мои малски другари,
Затоа што 100.000 евра секоја година Тинекс дава на овој клуб. То се големи пари. За некој не се, за некој За се, некој се. не е битно. Добро. 100.000 евра давам. И од тие причини они да ми возвратат ставено името Тинекс пролет. Иначе пролет е пролет. Не сте го барале вие Тинекс за 100 Тинекс пролет. Нити договор имаме таков. Значи, и тој клуб треба да врзе корен повторно во училиштето 11 октомври и тоа ќе се случи. Не е тоа проблем, проблем е да може и други да го користат ако постои таква Сигурно можност. ќе може и го користат други, не е дека не го користат. Го користат и други, но малку контролирано е тоа од страна на директорот, бидејќи такви насоки има добиено, затоа што кога ќе помине техничкиот прием ќе може најнормално сите слободни термини да се издаваат. Добро. Се надевам дека прашањето ги задоволи тие што се интересира. За Корчагин немам ингеренции, отимаше во истото прашање за Корчагин. Да. Немам ингеренции, да. Одиме со гледачот. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Поздрав до гостино, до градоначалникот, поздрав до тебе. Вечерва јас не би зборил за као градоначалник, би го поставил на прашање како Тинекс. И кога ќе речам вие, не би сакал да зборам за господинот по име, него као Тинекс. Па не е темата Тинекс, јас се извинувам, сепак е ова за граѓаните на општина Центар и за Центар, за избор за градоначалник. Така да, кога ќе го поканам како Тинекс или некој од Тинекс, зошто да не, би можело тогаш за Тинекс да разговараме во ред. Мислам дека би било тогаш најво ред. Ова е прашање за имотно-правни односи. Го прочитав еднаш, повеќе ќе го прочитам затоа што човеков моли, не верувам дека имате ингеренции нешто тука да. Со денационализација ми е вратено земјиште ако има хангари, стопанисува фирма. За истите хангари си сплаќал кирија, се до решение за денационализација. Сега фирмата не сака да се исели, а човекот има имотен лист и решение за денационализација издадено од Министерство за финансии. Повеле судска постапка за иселување. Газдата на фирмата се фали ќе го добие случајот. Господинот Тодоровиќ кој е во право и дали може да има правда и така натаму. Јас знам дека градоначалник нити смее, нити има ингеренции за вакви работи, освен судот, но еве Ја верувам во правда и мислам дека ќе го добијат спорот, ако имаат имотен лист, тоа е значи многу важен аргумент за собственоста и ќе го иселат. Ќе се прават ли тротоарите по Партизански и дали ќе се тргнат паркираните автомобили по тротоарите? Се движиме слалом од Рузвелтова до Центар. Па, Партизанска во ингеренција на градот и градот на некои делови веќе ја реконструираше Партизанска. Се надам ќе продолжи тротоарите да ги реконструира. Во факт е дека по споредните улички, особено кои се во надлежност на општина Центар, дека има премногу возила паркирани по тротоарите. Тоа до негде го толерираме од причина што истите тие луѓе живеат над самите тротоари. И кога одам во посета на самите локации, има 2/3 од луѓето кои сакаат да ги толерираме и да им бидат возилата на тротоари, затоа што навистина нема каде да ги остават. Тоа е малку чудна и парадоксална ситуација, да тротоарите не служат за возила, а коловозите за пешаци. Оти кога пешаците нема каде да одат по коловоз. Затоа велам дека тие катни гражи некаде ќе го решат проблемот, некаде можеби нема да го решат, ќе бидеме можда порестриктивни, ќе ги обележиме сите споредни улички како еднонасочни, за да може да примат паркирани возила доле на коловоз. Може ли да добијат граѓаните месечна карта и да се паркира во Центар? Веќе, окей, нели, со мобилен иди таму паркирај се, па иди таму паркирај. Има ли шанса да се добие месечна карта и да залепиме таа налепница дека сум платил за година дена во Центар да се паркирам, такви некои можности? Дали размислувате? Тоа општинскиот паркинг го прави, но на одредени локации. Ако вие живеете на 50-та дивизија, ако таму има организиран паркинг, тоа ќе биде бесплатно за првото возило, а второто возило ќе мора да платите 250 дена. Не, зборам да користам да. Но било каде да користите, имате слободно и непрекинато и ни сат и ни тоа претпоставувам дека може, но и претпоставувам дека може чини многу повеќе пари. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Ало. Повелете. Добро вечер. Се вклучив пред малку, можно е да градоначалникот веќе искоментирал за тоа што сакам да го прашам. Ме интересира за Маџермало.
Добро, благодарам. Имаше како одговор тука. Само да довршам. Имаше во Дневник една статија која што ја прочита, во која што е наведено дека веќе и инвеститори шетаат и прават, но за жал имаме проблем во однос на вадење на документација и малку проблем со општина Центар која е спора во однос на тоа прашање. Така да ако може градоначалникот да посочи во неговиот нов мандат дали ќе се погрижи за оваа ситуација, бидејќи нели ќе се гради најголемиот Тинекс Качи банка, така да верувам дека и во негов интерес да прокоментира околу тоа. Благодарам. Значи вака, Тинекс нема да се гради. Јабар не знам дека се гради и нема да се гради спроти банка. Инаку за Маџар Мало, Ново Мало и Крњево, наскоро ние ќе ангажираме консултант кој исклучиво ќе се бави со овие проблеми на граѓаните од овие три населби. Значи, тој нема да има заложение да се бави со проблемите на Пролет или Капиштец или некоја друга урбана заедница. Бидејќи доста од граѓаните се неискусни во оваа работа, доаѓање до одобрение, потоа неискусници во создавање на договори со инвеститор. Значи, сите видови насоки, напатствија и сознание што ги има овој консултант, веројатно ќе биде архитект, малку е дилема да биде правник или архитект, ќе им биде на располагање. Дури мислиме дека ќе треба одредени сати во текот на денот да биде во непосредна нивна близина. Значи, за ова уште не сме одлучили, но може и тоа да се случи. Да има канцеларија која, например, од 12 до 2 часот, секој дневно ќе биде негде во близината на ова мало. Но секако, и ова да не биде, ние ќе имаме, значи, велам, консултант кој исклучиво ќе се грижи за проблемите при добивање одобрение за градба за овие три мала, за жителите од овие три мала. Господине Тодоровиќ, може ли тој листот видов овдека на вашиот подсетник, што го донесовте, малку го дзирнав на паузата, па пишува овдека проширување, реконструкција на сите улици со комплетна инфраструктура. Улици, фекална, атмосферска канализација, водовод, нискокатна мрежа во населбите Долно Водно, Старо Водно, Тасино, Чешмиче, Гупот, тоа е едно, и ова, изградба на целосна инфраструктура, улици, фекална, атмосферска, водовод, нисконапонска мрежа во новопроектираната модерните населби Маџар Мало, Ново Мало и Крњево. Така. Значи, уште малку да дополнам. Поред тоа што ќе имаме консултант за да ги подучува, насочува потенцијалните инвеститори, жители на овие три мала, ние сме должни, а тоа ќе го направиме, да поставиме целосната инфраструктура за таков капацитет на жители кога ќе биде завршена селба. Проекти веќе постојат, сакате да ми кажете дека таму во Маџар Мало ќе се гради, во Крњево, во Ново Мало? Значи, проекти за градба не, но за инфраструктура, за инфраструктура веќе да. Така. Значи, ние ќе мора да направиме и довод на струја со таа јачина, довод на вода со таа јачина, одвод на фекали со таа атмосферска, сето тоа мора да го приспособиме за оној број жители кога ќе биде целосно изградена да може да ги обслужува. Добро. Прашање до господин Тодоровиќ, улица Никола Тримпаре број 27, поточно аголот помеѓу основно училиште Песталоци. Нема никакво осветлување, навечер е ужас, страшно, ама буквално е страшно. А во центар сме. Дали во блиска иднина ќе се реши овој проблем? До сега имаме испратено неколку мейла, но никаков немаме одговор добиено. Исто така си имаме и обратено директно во општината и овој проблем никако да се санира. Сања Антиџојдиева. Да. Значи вака, од пред 10 дена дадов задача на десетина вработени во општината, тоа се комуналните редари и оние координатори за урбани заедници. Ја поделија општина Центар на своји реони за да видат и секоја ноќ треба да ги поминат секој своите реони и да забележат која светилка не свети. Може би веќе негде кај што прошле тоа е направено, негде ќе се направи. И ме чуди да ова, баш ќе го проверам, Никола Тримпаре број 27, рековте? Наголот негде. Само момент да се вратам. Значи, Никола Тримпаре 27 наголот од основното училиште Песталоци. Ете, ќе го проверам ова, дали е барем евидентирано од страна на комуналниот редар и координаторот на урбана заедница. А ако е евидентирано, тоа и набргу за 3 до 7 дена ќе биде и отстрането. Добро. Во ова верувам дека е така, но баш сакам да го споредам со
она што треба да го изработат моите на работа. Прашај го нешто за што е сигурен, што знае, пошто појма нема што му се случува во општината. Имате чувство дека не ги држите конците во раце? Па, знаете како, нити со приватната фирма, нити со општината не сум апсолутиста дека нешто мора се да помине низ мои раце. А она што не помине низ мои раце, тогаш може да го креираат некој или да го насочат и другачи. Предпоставам дека нешто не е задоволен од некои служби и може да се обрати до кај мене, да ми каже во што е проблемот, може дури анонимно да пише ако сака, може би и да се представи, за да си ги дотерам работите како треба. Да, не знам дали е ова под општината, се извинувам, може би ја грешам, но прашањето од Дијана Петровска, кога е во план пробивање на 30 години очекуваната улица помеѓу улица Црнича и Славико Арсов, каде што 8 куќи се без влез од улица. Дали сте запознаени со овој проблем? Славико Арсов и улица Црнича. Тоа би требало да е негде на нашиот према кисела вода, бидејќи ми се чини улица Црнича е на граница негде таму кај кисела вода. Не би можел сега на памет баш да се сетам, не ги имам плановите баш. На нашиот плац, кој е во процедура за трансформација на земјиште, општината изгради тротоар, бетонски сакси за цвиќиња и го поплочи плацот за паркинг без никој нас да не праша, а камоли да не обештети за тоа. Прашањето е каде сега ние да ја бараме правдата за тоа и кој е најдобриот начин да си го добиеме нашето, прашува Илија Јовановски. Па ако има имотен лист, ние не можеме да направиме ништо во нечија собственост. Значи, дури да било грешка од нашите служби... Вика, во процедура на трансформација на земјиште било. Дали во таков случај можете да... Значи, ние обично ги уредуваме јавните површини према деталниот план. Ако во деталниот план стои дека е тоа јавна површина, дали е зелена, дали е тротоар, дали е улица, ние тоа го изведуваме. Откако претходно ќе видиме дали е приватна собственост. Ако не видиме дека е приватна собственост, ние продолжуваме со работата, ако е приватна, можеме да направиме откако ќе направиме експроприација. Значи, овој случај не сме наишле у катастар дека тоа е приватна собственост, сме одработиле како што урбанистичкиот план предвидел. Ако го добие назад, тоа не е никаков проблем, да ние повторно му го отстапиме. Кога ќе добиете тазечо колоком од 500 грама? Шега на страна. Не, стварно е вакво прашањето. Има уште едно интересно такво. Вика, дали јавно може да го кажете пасвордот за wireless? Вајде на општината сакаат да сурфаат. Добро, одиме со гледач на линија. Ало? Пасвордот не го кажете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. На прашање, поздрав до гостина прво. Ало? Да. Па ве слушаме, повелете. Добро вечер. Од Крњево се јавам. Населба Крњево, па сакам да го прашам господина Тодорович. Ќе се работи за деловен простор за легализација. Имам поднесено меѓу првите до пред годинот која испадна законот, денеска баш поточно без, имам одговор дека мала квадратура ми опфаќа траса од улицата булеварот Александар Македонски. Та како може да ме примили господинот или утре некако да, пошто се работи за животно прашање, а за мала квадратура не можам да си завршам процедурата за легализација. Јас извинувам, не го знам телефонот на памет на секретарката моја, да ви го дадам. Пробувам неколку пати да... Само вака ве молам. Ве молам вака, дали ќе може да и се јавите утре и да кажете дека е договорено преку емисијата на Јанко? И многу ми и хитно и значи при крај беше работела да си Господине, Да. господине, ве молам слушајте, господинот Тодорович ве повикува утре да се јавите во општината и да кажете го вашето име и презиме? Давид Емин. Да се види Давид како- Емир. Давид, да. Добро. Повикајте се на емисијата дека сте договорени утре. Во кое време? Во кое време да... Па јас сега моите обврски почнуваат од Сабајле, но добро е во 10 да се јави, да остави телефон.
А јас ке договорам се понатака. Значи, јавете се кај секретарката на градоначалникот, оставете име и презиме и телефон и кажете дека е договорено вечерва во емисијата и ќе ве побара назад. Ви благодарам. Во режијата број или утре во општината? Не, ќе се јавите кај секретарката негова во општината. Во општината. Пријатно. Ворам, фалам, пријатно. Чоколокомот? Чека, има неколку долги писма. Ја гледам овие две прашања. Позади универзална сала се асфалтира улици. Меѓутоа, не се очигледно како што треба, бидејќи шахтите се повисоки од што нивото на асфалтот е 20 вози. Кога ќе бидат целосно направени? Кај фонтаната улицата, тоа е едно, кај фонтаната улицата беше прекопана и не се асфалтира кој што треба. Зошто кога се извршуваат одредени градежни работи на улиците, потоа не се асфалтираат како што претходно биле, туку се оставуваат нефункционални? Значи, нивото на шахтата и на ова да биде на исто ниво. Тоа е првиот носечки слој. Добро. Коловозите кога се прават. Значи не е завршено. Не е завршено и не фатија зимски температури овие ниски, каде што тие асфалтни бази обично ги затвараат самите градежни фирми. И сега првите потопли денови тие ќе ги активираат асфалтните бази. Тие работат на некоја температура и дневна и се загрева асфалтот. И потоа ќе биде вториот слој ставен, кога и ќе бидат во ниво и шахтите и заедно со коловозот. Тоа е со таа Иван Милутиновиќ, што е зад универзална, а нешто околу фонтана, не знам за која фонтана, мислеше... Па, кај градскиот парк претпоставувам. Улицата. Не знам која фонтана јас. Добро. Само едно писмо, не знам дали ќе можете да се надоврзете, но го прочитав и сакам да го прочитам јавно. Од Горан Митковски, кој вели, бидејќи ги спомнувате училиштата, еве уште едно заборавено училиште, тоа веќе 50 на години. Илија Николовски Луј, конкретно балетските сали каде што децата вежбаат и се подготвуваат за идни уметници, се ужасни, со испокршен инвентар, загушливи, со многу лебарки, накратко неподносливи услови за постојано вежбање 3 до 5 часа на ден. Друга приказна е што школото е небезбедно и крајно неорганизирано. Сакав само да ве подсетам дека тоа училиште постои. Не ме жал што е така. Тоа училиште е во надлежност, мислам, на Министерството за образование. И ете, во некоја прилика ќе поразговарам со некој сектор што го води образованието, па да ги подсетам на потребната реконструкција, што ја кажува гледачот. И уште две прашања и тука ќе завршиме. Дали имаме гледач на линија кој треба да го пуштиме? Не, добро. Значи вака. Што станува со паркингот позади Палома Бјанка? Единствено место кое што остана нерешено од страна на општина Центар, кој што одава на вистина една грда слика во самиот епицентар на градот, а ние како станари секојдневно се бориме за паркинг место повеќе. Второ, како станари на посочената улица пред скоро време испративме барање до општината да не излезе во пресед за поставување на мала рампа на задната страна од зградата, затоа со тоа што ќе се излезе во пресед на станарите ќе се реши проблемот за диво паркирање пред самите влезови, што е апсолутно срамно, недопустливо, крајно некултурно и предизвикува нервоза и непријатни ситуации. На мала сугестија, малото паркче позади Технометал зградата, прекрасно место кое што може хурти културно да биде обогатено. Поздрав. Да. Значи, собственикот на Технометал побара да биде овозможено, мислам дека тоа во урбанизмот го вметнавме, само едно ниво на паркирање врз постоечките негови подземни гражи и од тие причини можда тоа као парче и нема да може да се уреди, затоа што дозвола се наоѓаат тие гражи. Инаку, овој простор што првиот што го кажа зад Мекдоналдс негде, заслужува да биде уреден. Ние имаме проект за таа работа, бевме таму и избран изведувач. Работите ќе почнат многу брзо. А што ќе се прави? Па да го преуредиме. Тоа паркиралиште е многу грдо. Значи, многу диво направено. Таму спрат не може да се дигне некоја платформа. Има можност за платформа. Значи, не ни е предвидено сега. Имаше размислување во еден период да се направи платформа, затоа што станарите што живеат кај Рекорд, односно спроти Рекорд би дошло тоа, ми се чини. Рекорд е кај музички магазин што беше. Така. Мислам дека немаат кај да паркираат. И има голем проблем и голем притисок од тие станари да негде им се реши паркирањето. Ако се направи таа платформа во делот зад Мекдоналдс, онака што велиме, ќе може да се задоволат некои 20 на 30 станови да имаат кај да паркираат. Во првата фаза, сега, стварно е неуредно,
и заслужува да биде направено. Ние имаме и изведувач како тоа ќе го направи. Кога дојдовме на лице место, кога му давме налог да почне да работи, веќе беше заградено од некој од министерствата задниот дел. Правда, мислам дека е тука. И таа ограда веќе малку ни ја ремети целината, па најверојатно ние надвор од таа ограда или некоја права линија ќе одсечеме и ќе ја направиме 70% од... Не е тоа само волија на Министерството за правда? Веројатно е со некој одобрение направено. Значи, задниот дел, да, не знам ли знаете каде збори, Знам. да. И кога ќе завршат, ќе ги направиме уште тие 20 или 30% што ќе останат незавршени. Но многу брзо ќе почне да се прави. Еве, да не биде ветување, ќе примете самиот гледач дека навистина ние она што го кажуваме и го правиме. Споменици оваа година ќе се градат ли? Општината Па нема споменици. Завршивте Веќе таа има приказна. циклусот заврши, уште неколку треба да се постават. Христо Узунов, Васил Чекаларов и трите од личности од албанската историја. Познати Но тие се од претходно веќе договорени. Од претходно, све е завршено, треба све е стигнати завршено. да се постават. Добро. И сега сосема за крај, прво да ви се заблагодарам за вашето гостување, ви посакувам успех и добро здравје, како и на сите гости. Фала Богу, луѓе сме конечно. Се надевам дека ќе го добиете оно што го заслужувате од граѓаните. Тоа е најчесно и нели најфер. Дали граѓаните ќе ви дадат уште една доверба или не, јас се надевам дека тоа нели брзо ќе го видиме и дека ќе нема никакви проблеми. Но пред вашиот последен завршен збор да ви прочитам што добив од прашањата на констатација. Вели, пред неколку месеци се уште двајца другари отидовме да учиме во читалната на градската библиотека браќа Миладиновци. А потоа отидовме со автобус да гледаме филм во кино Милениум. По филмот пешки тргнавме накај библиотеката назад и така низ плоштадот се зезавме и одеднаш застанавме, не знаевме каде сме. По кратко време свативме дека сме на уличките кај сквер Јадран. Едноставно, иако не сме поминале тамо само неколку месеци, ние се загубивме. Не можевме да ја препознаеме околината, а не пак господјата која не била 8 години. Секоја чест за ваквото уредување на овој дел од градот. Ја ви благодарам за учеството во емисијата. Па, видите, постојат луѓе, сите меѓу нас познаваме луѓе кои знаат да градат, знаат да создаваат, може би помалку знаат да зборуваат. Значи, имате елоквентни луѓе кога ќе се појават на говорница и по многу прашања и по многу проблеми можат соодветни одговори и дебати да водат. Јас не се сметам за еден од тие, тоа е повеќе одлука на политичари. Јас се сметам за човек кој знае да создава, знае како да го прави тоа, знае да го прави може би функционално, може би најрационално и имам енергија за таа работа. Многу пати мој недостаток е баш таа моќ на говорот. Не велам сега за емисијава, но обично добри говорници не се добри реализатори. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.